Со повеќе активности во државата е одбележан денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Кирил и Методи се запаметени како словенски апостоли кои го создале глаголското писмо, односно првото писмо на словените. Во Куманово во изминатиот период беа организирани повеќе настани поврзани со делото на Кирил и Методи, меѓу кои конкурси и културни програми во кои учествуваа ученици од повеќе основни и средни училишта. Можам да кажам слободно дека од лани или пред 2 години почна некако да се обележуваат овие наши значени денови. До тогаш јас барем колку се сеќавам имаше долго време затишје како незаинтересираност за сите тие настани кои што би требало на нас како еден народ да ни значат. Сега почна да се организираат настани во чест на тие празници. Пред неколку дена имаше обележување за Нечискиот дом, имаше распишено конкурс со Сдружение на просветни работници за видеозапис кој што го подготвуваат учениците со тематика поврзано со делото на Кирил и Методи. И имаше доста голем одзив, повеќе од основно средно училиште не толку многу, што значи ипак кажува дека младите не се баш заинтересирани, зошто не знам, можеби е тоа и до самите професори колку ги мотивираат учениците да имаат све за тоа што значи овој празник за нас. Претходно го обележавме и ден на македонскиот јазик во за Нечиски дом, тоа беше во организација на, мислам дека беше општина Куманово и беа поканати сите училишта, основни и средни, тука имаше навистина голем одзив, што ми беше многу драго, изненадувачки, но драго. И она што ми беше симптоматично кога им кажав на луѓето, пријателите, па и колегите, дека почесен гостин со својата беседа ќе ни биде Оливера Ќеверзировска, тие ме гледаа немо. Очигледно дека не знаат која е таа, пред некој ден ја прими наградата за роман на годината, за романот Три Марии, и е една од најпопуларните писателки современи во Македонија, што е наважна наша сограѓанка Кумановка, меѓутоа луѓето не знаат за неа. Така што тоа доволно кажува колку ние ги познаваме, прво нашите културни вредности и колку ги почитуваме. Но, еве се надевам дека тоа ќе продолжи, што почна некои организации да го организира, дека ќе продолжи да стане како традиција. Ние треба да сме свесни дека јазикот е нешто што се менува, дека животот носи постојано некои промени и ние мора да ги примаме и преку речникот, меѓутоа јас забележувам дека го осиромашува нашиот јазик и има една заблуда кај младите луѓе дека нашиот македонски не е доволно богат, па тие мора да употребуваат странски јазици, односно зборови, меѓутоа тоа не е точно. Мислам дека многу повеќе тие не го познаваат нашиот јазик, ниту пак сакаат да го запознат, за да нема таква предрасуда во однос на странските јазици нашиот. И англизмите нормално дека се присутни преку модерната технологија, ама тоа не значи дека немаме ние македонски зборови за тие сите странски зборови, кои што ги употребуваат се повеќе и повеќе и некако станува тој јазик неразбрив за обичните луѓе, затоа што нашиот јазик го зборуваат сите од секоја возраст говорители. Ама ова е повеќе тренд кај младите, посебно младите кои се вклучени во некакви американски организации или од Западна Европа, па мора да го зборуваат англискиот, ама тоа е повеќе американски, не англиски, па некакви здруженија, па некакви проекти, или пак овие кои што се вработени сега во новите фирми, американски фирми. Воопшто проспектите кога ќе ги прочитате, упатство некакво или што е да прочитате, па и некаков портал за нешто што е ново кај нас, па 50% се англизми од зборовите. Тоа не може секој да го разбере, мислам дека нема потреба таков речник да се употребува. Како да е модерно тоа, ама неправилно.